Благодарам, подпредседателе. Колега, пак ќе кажам, вие ништо не сработивте за воздухот, а нападот е најдобра одбрана, како што велат граѓаните. Има една поговорка. Јас лично учествував во изработката на локалниот еколошки акционен план во Битола. Се работеше една година и многу добро ги знам работите и мерки и се. Краткорочни мерки се носеа, само не од општините, се ги носеше владата на Република Македонија и во 2013 и во 2014, секогаш кога ќе имало надминување на концентрацијата на PM частичките во воздухот. А вие такви субвенционирања имаше и порано, па вие излекувавте и го критикувавте тоа дека ништо не се прави. Навистина имаше субвенционирање. Ова парк на ветерните електрани во Богданци која направи? Многу мерки се спроведоа, а вие, само што дојдовте на власт, ќе ве потсетам, во 2014 година ВМРО доведе акциза за увоз на петрол кокс, затоа што согорувањето на петрол коксот има исклучително неповолни емисии и се смета за штетно гориво. Во 2017 владата на СДСМ ја намали оваа давачка и стимулира користење штетни горива. Па зошто вие тогаш не се спротивставивте на оваа мерка ваша што ја спроведовте? Зошто го укинавте денот на дрвото? 10% да се фатат од дрвцата, тоа е бенефит на државата. Знаете колку е пошумена Битола благодарение на тој ден на дрвото? После тој пожарот кога беше, не можам да ве разберам, значи се фалите со нешто дека сте сработиле, а ништо не сработивте. Освен субвенционирање на клими инвертери. Ништо друго.